Во студиото на Директно разговараме за една тема што повторно го привлече вниманието на јавноста. Улогата на судијата и судството во најчувствителните и најполаризираните процеси во државата. Од пресудите за Груевски и Јанкуловска преку судењата за 27 април, па се до последните реакции и критики кои следеа по отворањето на постапката на Уставниот суд за пензиите. Името на Добрила Кацарска често е во фокусот на политички и јавни напади. Дополнителна тежина добија и најновите случувања откако Европскиот суд за човекови права побара одговори за дел од постапките поврзани со случајот Тенк. Вечерва за прв пат по овие случувања ќе имаме можност да поразговараме со уставната судика Добрила Кацарска, да ги чуеме незините ставови, објаснувања и одговори. Велам добра вечер за господја Кацарска. Добра вечер, благодарам на поканата. Ќе почнеме веднаш, да речам, со оние работи што се актуелни, но пред се ќе сакаме едно генерално појаснување. Како ги доживувате последните напади и реакции кон вас? Дали сметате дека јавноста има реална слика за вашата работа, за вашите пресуди и за сето она што се случуваше изминатиот период? Јас сум убедена дека јавноста ја нема правата слика за мене, поточно дел од јавноста, затоа што се искажаа многу невистини, многу директни напади за мене, за мојата работа. Во тие изјави што се даваат катадневно, мислам дека најголемиот дел од сето тоа се директни напади врз мене од една политичка партија која што трае со години наназад. Не е ова сега заради последното случување со предметот за пензиите или слично. Во случајот пензии во Уставниот суд, власта ве обвини дека вие сте биле тие што сте предничале при носењето на одлуката, практично на отворањето на постапката за пензиите. Каков е вашиот став? Се водевте од правни или од политички мотиви? Најнапред би сакала да појаснам дека предметите во Уставниот суд се делат на начин што по азбучен ред секретарката на судот ги дели тие предмети на судија известител и советник кој што работи со судијата. Тоа е значи надлежност на секретарот на судот. Ке мене беше паднат предметот за она линеарно покачување на пензиите од 2500 денари два пати. Со оглед да рефератот беше изготвен пред неколку месеци, но на дневен ред беше ставен на крајот на месец октомври, мојот предлог, најнапред во рефератот, предлогот беше за поведување на постапка, но со оглед дека се работи за закон од темпорален карактер и повеќе не беше дел од правниот поредок, заради тоа на самата седница предложив да се отфрлат иницијативите за тоа линеарно зголемување. Зборуваме за претходното, два пати по 2500 денари. Да, два пати по 2500 денари. Значи, мојот предлог беше да се отфрлат иницијативите. Точно е дека имаше предлози од некои судии да ние поведеме постапка и при тоа да се поништи тој закон. Јас кажав дека во никој случај нема да поддржам таков предлог, дури да ме надгласаат, нема шанса да гласам за поништување на тој закон. Тој е од темпорален карактер и повеќе не е во правниот поредок, како што кажав. Што е разликата од тој до ова постапка за која што прифативте дека треба да се постапува? Сега само ќе ви објаснам. Во првата ситуација нагласив дека предлогот беше за поведување на постапка, затоа што сметав дека тој закон е спротивен на Уставот, на повеќе одредби од Уставот. Со оглед да во судот се пристигнати 17 нови иницијативи кои што се однесуваат на ова ново линеарно покачување од два пати по 1000 денари, предмет кој што се работи во судот и кој што би требал да биде некаде на седница можеби за месец или два, мојот предлог како судија известител беше да постапуваме истовремено и за тие 17 иницијативи. Тоа е нешто што нашиот акт го дозволува. Чинам дека одлуката беше прифатена, донесена едногласно или можеби еден судија гласаше против одлучување за новите линеарни зголемувања од два пати по 1000 денари. Значи од 8 судии, колку што беа претходно, 7 гласа за. Чинам дека 7 гласа за тој предлог. Значи се работи за веќе доставени иницијативи во судот. Во никој случај не станува збор, како што беше кажано,
на парламентарна говорница дека јас имам моја приватна иницијатива. И ова не е прв пат Уставниот суд да постапува на ваков начин. Донесена е одлука со мнозинство гласови за поведување на постапка. Значи, се уште нема донесено конечна одлука, туку само за поведување на постапка. И уште повеќе, дури и тоа решение за поведување на постапка се уште не е конечно, затоа што не е ни подпишано од моја страна, решението заглави во редакционата комисија на Уставниот суд. Добро, но тоа е од техничка природа прашање, ќе биде подпишано од ваша страна и ќе се постапува по тој предмет. Тоа е изгласано, јас сум должна да го подпишам. Што е разликата меѓу двата случаи, оние со линарното зголемување од 2500 и ова со линарно зголемување од 1000 денари? Верите, биле од привремен карактер и ова е исто така? Да, но ово е во важност се уште. Има и постои шанса да биде спречено. Па доколку донесеме конечна одлука со која што би го укинале тој закон, во тој случај пензионерите би добиле пропорционално зголемување на пензиите, а не линарно зголемување од 1000 денари. Тоа е она мартовско зголемување на пензиите. Ние изразивме сомнеж дека се повредени повеќе уставни одредби со овој закон. Член 8, став 1, алинеи 3 и 6, владење на правото, собственоста, член 9, еднаквоста, потоа членовите 30, 34, 52 од Уставот. Значи, повредени се повеќе одредби. И токму заради тоа изразивме сомнеж за да провериме и поведовме постапка. Добро, истите тие одредби важат и за претходното линеарно покачување, меѓутоа таму не гледате можност како тоа ретроактивно да се врати, ако добре ве разбирам. Не. Мојот предлог во тој предмет беше за поведување на постапка, значи идентичен предлог имав како и за овие 17 иницијативи што се сега. Значи се работи за идентичен предлог. Но тие 5000 денари пензионерите ги земаа, законот не е во важност, некаде чинам од месец август минатата година и токму затоа ние тие иницијативи всушност ги отфрливме. А инаку, мојот реферат беше така сочинет со апсолутно идентична содржина како и сега што беше. Во меѓувреме, Европскиот суд за човекови права отвори постапка по жалбата на екс-министерката Јанкуловска за осудата во случајот со набавката на Мерцедесот. По повеќе основи е проблематизиран судскиот процес. Како гледате на тоа што ЕСЧП најде за сходно дека треба да се отвори постапка? Ќе ви одговорам на тоа прашање, меѓутоа би сакала, ако ми дозволите да се навратам веќе кога го спомнавте судот во Страсбург, дека и за пензиите судот се има произнесено во повеќе наврати. И судот во Страсбург пензиите ги третира исто така како собственост. Собственост со значење согласно членот 1, протоколот 1 кон Европската конвенција за заштита на човековите права. И би сакала да нагласам дека некој му дава грешни информации на премиерот. Дали намерно или ненамерно, не знам, но истиот излезе со став дека јас го имам подпишано конечното решение и дека пензионерите ќе ги враќаат тие 5000 денари. Тоа беше во врска со ставот на Европскиот суд. Он подоцна се повлече од таквото тврдење, премиерот, и предпоставувам дека ги изнесе вистинските факти на текот на постапката. Јас само го говорам она што претходно го кажа и бидејќи премиерот не е по вокација правник, нормално е да не ја знае постапката пред Уставниот суд. Но прашање е кој тоа го мести премиерот со давање на лажни информации. Добро, што е вашата предпоставка? Зошто премиерот би давал такви информации за кои што еве тврдите дека се лажни, како што се испостави дека не се точни? А јас не знам кој тоа му дава такви информации на премиерот, дали некој од Уставен суд или некој советник, не знам. Тоа не би можела јас да ви одговорам. Тоа треба самиот премиер да се запраша кој тоа му даде таква лажна информација дека конечната одлука е подпишана. Добро, да одиме сега на Европскиот суд за човекови права во однос на постапката и жалбата на екс-министерката Јанкуловска.
отворена е и таму постапката, значи ќе има процес во кој што ќе се процесно одлучува што и како е направено при судските предмети. Сметате ли дека таа одлука, односно тоа отворање на постапката може да значи дека Македонија ќе загуби уште еден случај во Страсбур? Македонија има изгубена досега, за жал, повеќе случаи пред Страсбур. За овој предмет јас навистина не би можела да ви кажам дали Македонија ќе го изгуби овој случај или не. Јас слушнав од вас медиумите дека докаде е таа нејзина апликација и слично, поставени се прашања до нашата држава која што треба да одговори, владиниот агент треба да одговори на поставените прашања и се надевам, искрено се надевам, дека владиниот агент ќе даде точни и прецизни одговори на сите прашања. Не пристрасни одговори, туку да се зборува само за вистината. Добро, ајде да одиме со дел по дел од овие аргументи кои што се на одбраната представени во однос на пред Европскиот суд за човекови права, кои што практично се на некој начин уважени, бидејќи постапката е отворена, значи има доволен сомнеж да се постапува по нив. Едно од нив беше дека Јанкуловска била осудена уште пред да почне судењето. Како би одговориле на тоа тврдење, бидејќи во пресудата за Груевски и Поповски, која што беше претходно, вие јавно констатиравте дека таа го поттикнала Поповски во однос на кривичното дело кое што било сторено. Дали може да се сметате за непристрасна, како што бара членот 6 од Конвенцијата? Не само во предметот Тенк, каде што беше осудена Јанкуловска. Во сите пресуди кои што ги имам донесено за 34 години судиско искуство, јас сум била непристрасна. Секогаш постапувам исклучиво согласно законите, согласно доказите, согласно утврдена фактичка состојба. Колку што читав, нејзиниот сопруг зборува дека јас сум давала јавни изјави и слично. Видете, тоа е иста фактичка состојба, со исти докази и тоа е дел од диспозитив. Да, тоа не беа само јавни изјави, тоа беше причитањето на пресудата за Груевски и за Поповски. Ја читав пресудата за Никола Груевски и Ѓоко Поповски и диспозитивот на таа пресуда. Тој дел не можеше да се отрне, да се отстрани, затоа што тоа е всушност фактичката состојба. Инаку... Но, дали сметате дека таа ваша јавна изјава во читање на диспозитивот на пресудата може да се интерпретира како предвремена проценка на вина? Апсолутно не. Јанкуловска имаше можност да ги изнесе сите своји докази и се она што беше предложено од нејзина страна беше прифатено од судот. Сите нејзини докази беа изведени комплетно. Да, но пред да се случи, да речеме, таа ваша изјава, таа немала можност да се произнесе. А на некој начин, барем јавно, во тој момент е осудена, бидејќи, велите, го поттикнала Поповски да го направи дело. Никој не е осуден додека пресуда не стане правосилна. Се додека некој не добие правосилна пресуда, тој е невин. Дали од денешен аспект, еве, да го поставам поинаку прашањето, би го направиле диспозитивот на пресудата поинаку, за да не се случи, еве, Страсбур да отвори предмет по ова прашање? Не би можела да направам поинаков диспозитив кога директно се докаже дека таа има влијание врз Ѓоко Поповски. Што требаше да го ослободам Ѓоко Поповски? И конечно таа пресуда е потврдена и од апелациониот суд и од Врховниот суд на Република Северна Македонија. Во контекст Само на... се извинувам, да. Можеби ние имаме пропуст во законите каде што кога има прекратување на постапка за некој од обвинетите, можеби за тој обвинет треба друг судија да суди. Но тоа треба да има измени во законите. Јас нити сум го барала тој предмет да го судам, нити сум сакала да го судам тој предмет. Во контекст на фер судење, како што се наведува и во жалбата, таму се зборува дека во судницата, додека одбраната изнесувала приговори, вие сте ги повикувале обвинителите со зборови: колешки или колега, зарем нема приговор да вложите? Дали сте делувале како
организиран сојуз со обвинителството наместо да бидете независен арбитар. Сојуз не правам со никого. Ама апсолутно со никого, ни со обвинители, ни со адвокати, ни со политичари. Добро, има точно ли е право. дека сте имале некој тип на поблагонаклона комуникација со обвинителството наместо со обвинетите? Апсолутно не. Кој е тој поинаков третман што го има обвинителите во судница, за разлика од обвинетите за било кој предмет? Па дури во една Например, ситуација... сте ги повикувале да дадат забелешки, каде Јас не сум ги иако тоа повикала. е нивна работа. Не. Добро, тоа се наведува во жалбата. Јас не сум ги повикувала. Но ако не дале приговор, ако ми било чудно, откако ќе помини тоа прашање, друго е да вие речете очекував приговор да има или нешто слично. Но во никој случај не е тоа договор. Или поинаков третман. Меѓу дел од прашањата што практично ги поставува и на некој начин и Страсбур е дали Јанкуловска имала фер расправа со оглед на околностите на добиените аудиоснимки, односно така наречените бомби. Одбраната и тогаш тврдеше и се уште тврди дека снимките биле пребавени незаконски и дека тие представувале клучен, ако не и единствен доказ во постапката. Дали судот смееше и требаше да ги користи? Видете, во поглед на така наречените бомби, апелациониот суд се имаше произнесено со своја одлука. Јас, а и останатите суди од Кривичниот суд, должни сме да ги почитуваме одлуките на повисокиот суд и нивните нападствија и да постапуваме по се она што тие го кажуваат. Нели се повисок суд? Да, но подносителката се жали дека не добила копија од снимките, ниту можела навреме да поднесе стручен извештај за нивната автентичност. Тоа нема врска со судот. Судот не дава копија од снимките, не прави копија од снимките. Тоа е на адреса на обвинителството, не на судот. Добро, мислите ли дека тоа ја ограничило можноста за одбрана, бидејќи на крајот на денот постапката е во Страсбур, каде што одговара државата Македонија? Видете, таа како и сите обвинети ги слушаше доказите, ги слушаше тие бомби. Има право и доставува, веднаш по добивање на обвинителен акт или обвинителен предлог, доставува листа на докази. Но, по изведувањето на доказите на обвинителството и на одбраната, имаат право да достават и дополнителни докази. Во делот за белешките се наведува дека пресудата за Тенк била донесена без советување и гласање на членовите на судечкиот совет и со тоа се поставува прашањето дали Гордана Јанкуловска имала пристап до суд основан со закон. Ова, ако е точно, е многу сериозна повреда на целата постапка и ја доведува во прашање законитоста. Видете, пред неколку месеци јас не ја гледав таа емисија, но на некој подкаст бил учествувал како гостин еден поротник од предметот 27 април. Поротникот ЗЈ? Да. Добро, ќе ве прашам. Да, еве ја ќе ви одговорам без да ми поставите прашање, пак ќе се надоврзам и за поротата на Тенк, во предметот Тенк. Меѓу останатото кажал дека немало советување и гласање и на прашање дали тоа значи дека не се гледале доказите, истиот тој поротник вели: да, судијата ни ги кажуваше доказите, ама немаше советување и гласање. И судијата дојде со некои искуцани листови. Прво и основно, записник за советување и гласање се подпишува од Советот. Апелациониот суд во Скопје, а и било кој апелационен суд во Македонија, при добивање на предметот по жалба, прво што прави, го отвара записникот за советување и гласање и проверува во кој состав е суден предметот, дали има доволен број на гласови за да се донесе таква пресуда, дали диспозитивот од записникот за советување и гласање е идентичен со записникот за објавување на пресудата и со диспозитивот на пресудата. Ако било што од ова недостасува во записникот, апелациониот суд веднаш ја укинува таа пресуда заради битна повреда. Истиот случај е и во Тенк. Поточно... Тоа значи дека записниците се во апелациониот? Во предметот. Во предметот. Во предметот се лепи секој записникот
запечатен во плико. И тоа плико може да го отвори само апелациониот суд Скопје. И ви велам, прво пристапуваат на тоа. Истото сега се зборува и во ТЕНК. Значи, ако имало било каква повреда, зарем 5 суди во апелација не би го забележале тоа? Најлесно би им било да ја укинат пресудата без да се замараат многу. Зарем Врховниот суд не би го забележал тоа? И сега јас поставувам друго прашање. И на претходниот поротник, кој што беше директор на затворот Идризово и на кој што неколку месеци чинам пред да ја даде таа изјава, му беше запалено и возилото. Поставувам прашање, дали некој ги уценува тие поротници, дали некој им се заканува, или е нешто друго во прашање, или некој сака да ме намести мене. Но, јас тврдам дека целокупната постапка е водена исклучиво законите. И не станува збор дека немало советување и гласање. Значи, велите дека целата постапка во составот на советот, советувањето и подпишувањето на одлуката немало никаква неправилност? Апсолутно не. Еве да речем. Апсолутно не. Имаат право поротниците... Добро, кој е тогаш мотивот на поротникот за? Вие поставивте прашања, меѓутоа што е поставувам вашата прашање, претпоставка? кој треба да го прашате него или некој Во други? денешно време модерно е политичарите да поставуваат прашања на пресконференции и така натаму, меѓутоа еве како вие го гледате мотивот на еден поротник така да се однесува? Ако велите дека е тоа лажно, што он го кажа? Јас тврдам дека е лага. Затоа што ви велам, како тоа нема советување и гласање, а постои записник за советување и гласање со потписи од сите нас? Ако е тоа лага, зошто не го тужевте поротникот за клевета, бидејќи тоа директно ве тангира вас и вашето постапување? Не, чекам да видам докаде ќе оди сето ова. Но и поротникот, и сите вмешани во тие игри треба да знаат дека токму тука има кривични дела. Апелациониот и Врховниот суд, како што се вели во делот овие представки, ги одбиле дополнителните поднесоци на обвинетата како ненавремени. Дали сметате дека со тоа е ограничено нејзиното право за продолжување на постапката во овие судови? Јас не знам за такви поднесоци, навистина не би можела да коментирам додека ги немам пред мене тие поднесоци, тие одлуки на апелациониот суд. Не знам што е вистина тука, што не е. Во Врховниот суд подоцна беа заменети двајца судии, па и тоа се наведува како дел од постапката. Меѓутоа тоа, да, претпоставувам не е прашање на кое што во моментов вие можете да дадете одговор, меѓутоа како човек од фелата, како човек со долгогодишно искуство, сметате ли дека ваков тип на проблеми можат да значат проблем за обвинетите во однос на докажувањето на нивната невиност? Видете, што и да одговорам, тоа би било во рамки на шпекулации. Не знам дали се навистина сменети, не знам зошто се сменети, можеби некој судија барал иземање, можеби постоеле други причини. И навистина тие прашања треба да се постават на друго место. Јас не би можела да дадам одговор. ТЕНК не беше, да речам, претирано обемен или голем предмет. Беше прилично едноставен, за разлика од сите други предмети со кои што сте се соочувале и вие и други судии. А сепак се инсистираше на секојдневни, на брзи судања, некогаш кои што траја некогаш и до доцна навечер. Адвокатите наведуваат дека таа забрзана динамика е резултат на вашата намера да направите показна вежба на некој начин или трофеј за тогашната власт, за да може да си купите своевидни идни функции. Видете, кога јас најнапред би сакала да кажам дека во тие 34 години бев околу 18,5 години граѓански судија, па 4 години председател на суд и 5 месеци веде председател на суд, потоа кривичен судија. Како кривичен судија јас добив некаде околу 350 предмети, а другите судии имаа од 80 до 120 предмети. Па еден добар дел да соберите од македонските судови заедно немаа толкава бројка како мојата бројка што беше. Кога отидов на организиран криминал, јас предадов само 50 предмети. Кај мене нема чување предмети. Јас ги завршувам предметите колку што може побрзо. Затоа што спора правда не е правда. А имаме и забелешки и од европските комисии до сега, секогаш,
за одолговлекување на постапките и долго траење на постапките. Ајде да тргнеме од првиот дел на предметот Тенк. Кога првиот ден почна судењето, до 3:15, 15:15 часот, кога завршуваше работното време, се поднесуваа само разни приговори. Па се бараше моje изземање, па изземање на поротата, па изземање на целиот суд, па изземање на председателот на судот. Добро, тоа е работа на одбраната. Тоа е, да. Легитимна И е. кога дојде 15:15 часот, кажаа дека повеќе немаат никакви приговори, но работното време завршило. Нити во ЗКП, во Законот за кривична постапка, нити во деловник, никаде не стои дека судењето завршува со протек на работно време. И никаде тоа не се случува во ниедна демократска земја. Не може одбраната, да, тоа е нивна задача, да ги влечат постапките, но не може одбраната да си игра со судот. Добро, но ова се случи во време кога... Посебно би сакала да нагласам, посебно тоа се правеше затоа што само за неколку месеци, поточно, во октомври месец, застаруваше тоа дело за Никола Груевски. Значи, сакате да кажете дека вие не сметате Тенденциозно се дека... одолговлекуваше постапката. Добро, и не сметате дека динамиката на постапката што вие ја наметнавте не беше диктирана од некаква политичка агенда. Мислам, тоа беше времето кога се случуваа сите оние настани во промената на власта и така натаму. Видете, прво не Бидејќи сакам... во тој предмет и одбраната со тоа цело време еквилибрира, немаше оштетена страна. Мерцедесот ете го уште е во Министерството за внатрешни работи. Да, Мерцедесот е тука, но знаете како, денес како купите возило и утре без ни 1 километар, ако го објавите да го продавате, веќе губите на цената. Добро, но ако се користи за целите... Не би сакала за штетата што е направена и така натаму, затоа што тука има и други видови на штета, но тоа сум го кажала при објавата на пресудата. Не сакам кога ме поврзуваат со политичка партија, со било која. И околу начинот на судењето, јас само едно ќе ви кажам. Тие мои судења по сите предмети ги следеа и представници од амбасадите и представници од ОПСЕ. ОПСЕ има направено 3 посебни извештаи токму за тие предмети од СЈО. Во третиот конечен извештај на ОПСЕ стои начинот како се изведуваат доказите во предметот Тенк, како се води постапката без да се наруши ни едно човеково право, треба да служи за пример на сите останати судии. Мислам дека со ова одговорив на прашањето. Ајде уште малку. Рочиштата беа закажувани многу интензивно, за 11 рочишта за 1 месец имаше, ако добро се сеќавам, со подносителка која што имаше мало бебе, би рекол во тој, која што туку беше родила. Дали ова темпо беше нужно? Океј, во ред ја споменавте можноста да застари, меѓутоа дали го сметате правично кон обвинетата? Пред се, судењата за обвинетата не траеја долго, затоа што таа беше една обвинета и чинам дека некаде со завршување на работното време или ретко некогаш можеби до 16 часот ако траеле тие судења, така да не може да се поистовети со првиот дел на предметот Тенк. Освен тоа, не беше нарушено ни едно нејзино право. Откако се породи, бараше 40 дена да нема судење, ја и овозможив, мислам 56 дена дека немаше судење. Мислам, тоа е веќе поминати се повеќе години, не можам точно да се сетам, но над 50 дена. По Законот за работни односи нејзе следува 1 час пауза за доење на детето и ја прашав во кој период од денот сака да ја користи паузата, кажа, чинам дека беше околу 12 часот и ја и кажав дека наместо 1 час од мене има час и половина и да не брза. Дури и ако закасне... Во Скопскиот сообраќај знаете како е, некогаш не можете да стигнете од еден крај до друг. Ама ја и кажав, дури и да закасни и после тој 1 час и половина и 15 минути и половина час да касни, судот ќе ја чека и нема да сноси никакви последици. Сите докази што беа предложени од незина страна беа изведени. Во поглед само на тоа што велите дека сум сакала нешто да направам кариера со тоа брзо судење. Тоа сакам да им одговорам на сите, затоа што се споменува и од премиерот, и од
некои пратеници од владеачката гарнитура и од Јанкуловска и од нејзиниот сопруг. 34 години, како што споменав, бев судија во прва степен. После 34 години стигнав како судија во Уставен суд. Ајде да видиме како е тоа експресно напредување во кариерата. Правник од Министерство, чинам за земјоделие дека беше, избран за судија во Управен суд во 2007 година. Во 2010 година, после само 3 години, прашање дали се и цели 3 години, е избран за судија во Врховен суд. После 7 месеци, во 2011 година е избран за судија на Уставен суд. Од редот на судиите, на предлог на судскиот совет. Значи, на ист начин како што сум јас избрана. Е сега 4 години и 34 години, не знам што е експресно напредување во кариерата. И друго нешто. Адвокат избран во Врховен суд. Немам ништо против. Да, според закон адвокатите може да бидат судии на Врховен суд и за волја на вистината не имаме навистина и добри адвокати во Македонија. Но после 2-3 месеци тој е избран за председател на Врховен суд. Има избор на стручен соработник, директно избран во апелационен суд, кога јас имав 24 години судиски стаж и на истиот тој конкурс конкурирав и јас. Не бев јас избрана во апелација, беше избран стручен соработник. Поврзувањето со опозицијата, со партијата СДСМ, дека јас сум продолжена рака и слично. Кога дојдоа на власт 2017 година, тогаш имаше и некој избор и за судија и за председател на апелациониот суд. Значи, рачунете, јас сум имала некаде 30 години судиски стаж. Конкурирав на тоа место, но не ме избраа. Избраа судија кој што имаше 10 години судиски стаж. Не велам дека тој судија не заслужил да оди во апелација. Но, како тоа јас сум продолжена рака на оваа партија, а сум останала 34 години во прва степен. Најстар судија во прва степен. Во поглед на изборот на апелациониот суд, на Уставниот суд, бидејќи ова било наводно едно од прашањата во Сразбур за моето напредување, само би сакала да појаснам дека јас сум избрана од собранието секако, но предлогот доаѓа од судскиот совет. Во период кога некаде половина од членовите беа избрани во време на сегашната опозиција, а половина на сегашната власт. А јас бев едногласно предложена за судија на Уставен суд. Се зборува дека награда ми било и изборот за председател на Уставен суд. Сите тоа што го зборуваат треба да го прочитаат малку и Уставот и да знаат како се бира председател на Уставен суд. Јас сум избрана од редот на судиите и морам да нагласам дека сите останати 8 судии, освен мене, беа избрани токму од сегашната власт. Како тоа опозицијата влијаела на 8 судии при мојот избор, тоа не ми е јасно. И навистина, доколку има такво прашање од Страсбург, очекувам владиниот агент навистина да даде точни, прецизни одговори. Ќе ве прашам и за владиниот агент и за неколку други аспекти, но уште малку ова околу вашето востоличување како председател на Уставниот суд. Не само одбраната и дел од јавноста лиферуваше со тоа дека вашето постапување, особено во случаите на СЈ и во случајот за 27 април, каде што беа изречени казните за кои што обвинетите подоцна нели се жалеа дека се драконски и така натаму и се уште се жалат, некои од нив се уште се во затвор, дека е практично тоа е залогот кој што вие го имате дадено за да можете да станете судија на Уставниот суд. Сега, на страна предметот на ТЕНК, тука е предметот 27 април, кој што е еден од, би рекле, најконтроверзните предмети во поновата македонска историја и по обемот на кривичното дело, и по бројот на засегнати, но и по казните кои што тие ги добија. Ке почнам од крајот на вашето прашање. Драконски казни. Не станува збор за драконски казни. За влезот во Капитол во Америка,
првите казни беа благи, но потоа се изрекуваа казни од 18 години. И никој не ги критикува тие судии што изрекле казни од 18 или повисока казна од тоа. Па не би рекол, имаше и таму критики од страна на тогашната опозиција, сегашна власт. Но не вакви, како што има, вакви напади, како што има спрема мене. Значи се зборуваше се и се што околу мојот избор, и за судија на Уставен суд, и за председател. Дури во една емисија, еден адвокат, меѓу останатото, вели исто на подкаст, не би можела да го цитирам, затоа што не сум ја гледала, но како што ми е пренесено, дека мора да признаеме, Кацарска е еден од, можеби, најдобрите судии што ги имала Македонија, но за жал на крај се продаде. За цело богатство на светот не може мене никој да ме купи. Тоа сум го докажала. Не постои функција во оваа држава за која што јас би се продала. Повторно ќе нагласам, стојам за секоја една пресуда што ја имам изречено. Кажете ми, дали некој од вас, новинарите, знае макар едно име на судија од апелациониот суд кој што учествувал во жалбената постапка за овие предмети, моите? Дали знаете име и презиме на еден судија од Врховниот суд? Многу едноставно е и многу лесно да се напаѓа само Кацарска. За се што не им се допаѓа, тоа е виновна Кацарска. Ја бев судија на најнискиот суд. Не смеам ни јас да грешам, како судија на прва степен. Но апелациониот суд па воопшто не смее да сгреши. Врховниот суд па не смее ни да помисли да сгреши. И велам, стојам зад сите пресуди. Нема политичар, нема човек во Македонија или било од каде што смее мене да ми се јави и да ми кажи како да работам, како да судам и како да гласам. Ајде кажете, зошто никој, ни од власта, ни од опозицијата, не ја критикуваше одлуката на Уставниот суд за поништување на законот за солидарен данок? Еве, јас гласав против. Исто беше од темпорален карактер и според нашиот акт, ако е поведена постапка, ние можеме само да утврдиме неуставност во тек на важење. Ова беше укинат, поништен закон. Јас не ги критикувам моите колеги од Уставен суд. Тоа е нивно право. Секој од нас има право на свое мислење и право на глас. Тие мислат дека се во право, јас мислам дека сум јас во право. Но зарем не е симптоматично, се извинувам, не е симптоматично да ни власта, ни опозицијата не спомна таков предмет пред апелациониот суд, пред Уставниот суд, се извинувам, дека постои. А тука се оштетени граѓаните на оваа држава. Читаме дека треба да се вратат 50, некој велат 70 милиони евра. И то враќаме парични средства на богати фирми. Благодарам. Задржате ја мислата, одиме на куца пауза за реклами и се враќаме со вториот дел од интервјуто со Добрила Кацарска. Во студиото на Телма со Добрила Кацарска, уставен судија. Господја Кацарска, статистички апликациите кои се доставени до владата за одговор од СЧП во 95% од случаите завршуваат со пресуди против државата. Дали сте вие лично загрижени дека ваква висока статистика која укажува на многу голема веројатност и на негативен исход за државата во предметот Тенк, дали сте прво за тоа загрижени и дали чувствувате некоја лична професионална одговорност за можните последици по угледот и буџетот на државата? Жалам секогаш кога некоја наша одлука ќе помине лошо во Страсбург. Како долгогодишен судија можам тоа да го изјавам. И истовремено да кажам дека моја пресуда до сега не е падната пред судот во Страсбург. Можам да тврдам и тврдам повторно дека пресудите ги носам исклучиво врз основа на законите. Така сум ги носила сите пресуди. Не би сакала како судија кој што го судел тој предмет секако дека не би сакала да има негативна одлука од судот во Страсбург, но не чувствувам никаква одговорност затоа што не сум постапувала ниту тенденциозно, ниту незаконито.
Каков одговор очекувате од државата до Страсбур? Професионален или политички? Очекувам сепак очекувам дека ќе биде професионален одговорот од владиниот агент и во оваа фаза очекувам владиниот агент секако да контактира и со мене за да ме праша и мене, затоа што сум јас таа што го води тој предмет. Дури од аспект што многу веќе се зборува за овој предмет, а не овој единствен предмет што бил пред Страсбур, очекувам дури и да се објават одговорите од владата. Би било многу коректно да се објават тие одговори. Самата постапка не дава да тие да бидат јавни? Но, дали тоа ќе биде сега или по завршување на постапката, еден ден, сепак јавноста ќе ги види тие одговори. Па тогаш ќе бидеме сведоци како е одговорено. Вака можеме само да предпоставуваме, а ја како судија мрзам да предпоставувам, не сакам да предпоставувам. Јас сум научена само со факти и со докази да работам. Добро, не предпоставувате, но дали сте загрижени дека одговорите можеби нема да бидат онакви какви што вие сметате дека треба да бидат? Не како што треба, јас како што сметам да бидат. Одговорите треба да бидат реални, вистинити. Единствено, тоа е правиот начин. И повторно велам, секој треба да биде професионалец. Многу е битно професионално да ја извршувате работата. Професионално, честно. Така, тоа го очекувам и од владиниот агент. Адвокатот Илиевски, адвокатот на Јанкуловска, нејзиниот сопруг, смета дека доколку ЕСЧП донесе пресуда против државата, постои можност да се бара и ваша кривична одговорност за злоупотреба на службената должност и овластувања, особено поради оние наводи за пресуди без гласање, за кои што вие тврдите дека има записник. Па нејзиниот сопруг... Дали сте загрижени за тоа дека може да има ваков тип на, да се бара ваков тип на одговорност за вас? Нејзиниот сопруг како експерт по кривично право може да поднесе како сака пријава. И кога сака може да поднесе пријава. Ке кажам само едно. Под полна, морална, материјална, кривична одговорност. Тврдам дека имало советување и гласање. И повторно ќе кажам, не знам која е таа игра со поротниците, затоа што тој вели дека имаат докази. Какви се тие докази кога постои записник за советување? Дали се прави фалсификат на записникот за советување? Пак ќе речам, дали некој им се заканува на поротниците да дадат лажни изјави? Дали некој ги уценува? Дали е нешто друго во прашање? Може да ми се закани кој сака и по живот. Може да ме разрешат. Може да ме поднесат не една, 101 кривична пријава. Знам колку честно, колку професионално сум ја извршувала таа работа како кривичен судија и сега во Уставниот суд. Со своја мисла, со свое знаење. Без никакви комуникации со политичари, без договори, преговори со политичари. Јас не пишувам пораки на мобилен телефон на ниеден политичар. Мене никој не може да ме види во седиште на политичка партија, затоа што никогаш не сум влегла во седиште на ниту една политичка партија. Може би е најдобра професија во Македонија да бидете пратеник. Можете да зборувате што сакате, а да не сносите никаква одговорност. Но, иако не ја сакам политиката, кога јас би била пратеник, ја нема да го слушам ни лидерот на партијата, дали ме разбирате, дури ни во парламент нема да гласам така како што ќе ми каже лидерот. Тоа е мојот карактер. Тоа е моето воспитување кој што сум го добила од родителите, кои што многу вложувале во мене. Така да, кратко, не се плашам. Каква сакаат пријава, нека поднесат, кој сака нека поднеси пријава. Се зборува и господјата вели дека тогата не ме штити од општествен прекор, мислам дека беше. Но само ќе кажам едно. Ни министерската функција не е панцир. Во никој случај. Се зборува за судот на историјата, да. Граѓаните на Македонија многу добро не знаат, сите носители на јавни функции знаат кој од нас е професионалец,
кој е чесен во извршувањето на функцијата. И сегашни, и поранешни. Многу добро знаат каков живот живееме. Добро знаат дали и кој од нас се високоморални личности, кои се неморални личности и така натаму. Значи нема нешто што не се знае во Македонија. Најголемиот број од јавноста мене многу добро ме знае како чесен и професионален судија и чесен човек. Спиете ли мирно, господја Кацарска, кога знаете колку луѓе сте испратиле во затвор, во случаи кои што се разбира се воделе по словото на законот, меѓутоа во одреден сегмент добар дел од тие случаи биле во корелација со многу политички настани кои што во тоа време се случуваа, вклучително и 27 април. Затоа ве прашувам, спиете ли мирно кога знаете дека тие луѓе се уште се во затвор, иако можеби добар дел од нив, ајде да кажам, беа поведени во таа една политичка битка која што заврши така како што заврши? Од тој аспект спијам многу мирно. Затоа што тврдам дека никој од нив не бил невин. И самите обвинети, ако ги земите записниците, а и вие новинарите бевте присутни во судница, никој не велеше дека не е сторител на кривично дело, но бараа да одговараат за полесно кривично дело учество во толпа. И повторно ќе речам, политичарите кому што му одговарало, дали му одговарала таква пресуда или не, апсолутно не ме интересира. Апсолутно ми е сеедно кој политичар какво мислење има за мене. И повторно ќе ви нагласам. Ако апелациониот суд со 5 суди ја потврдил таа пресуда, ако Врховниот суд повторно со 5 суди ја потврдува таа пресуда, зошто се споменува моето име? Еве, ако јас сум погрешила, каде се тие 10 други судии? Значи ли тоа дека, бидејќи јас судам со уште еден судија, во прва степен, значи ли тоа дека ние 12 судии сме погрешиле? Ако е така, нека ги набројат сите 12 судии, а не постојано виновник да биде Кацарска. Своевремено бевте предмет на закани или јавни напади. Мислам, дел од тие јавни напади и сега ги има, меѓутоа имаше закани, особено по пресудите за 27 април и долг период еден потоа. Дали тие закани добија правна разрешница и дали уште имате обезбедување? Закани добивав уште во период кога го судев предметот Тенк, поточно некаде пред објавувањето на пресудата Тенк за Никола Груевски. Тогаш добив обезбедување и тоа, се извинувам, не на моје барање. Тоа беше проценка на МВР и тогаш ми беше дадено тоа обезбедување. Иако јас се спротивставував, ми беше кажано дека срам би било за државата ако нешто му се случи на некој судија, така да се согласив на обезбедувањето. По промената на власта, тоа обезбедување беше сменето, ми беа дадени други личности, за после неколку месеци ги тргнаа и нив. Дали се чувствувам безбедна? Можам да кажам дека не се чувствувам безбедно, но не се плашам. Имаше вербални напади, после тоа 2-3 дена само што ми беше тргнато обезбедувањето, имав вербални напади. И ден денес се случува тоа во маркети, на јавни површини и слично. Во поглед на овие предмети што велите, дали имале правна разрешница? Не. Ни за оној кревет што беше поставен во гаражата и ножот што беше зариен на непосредна близина, неколку сантиметри од возачкото место, ниту за нападот во Рамстор. За таа личност беше имало пресуда со казнен налог. Примерок од таа пресуда јас не добивам како оштетена, но тој господин вложил приговор и сега се закажуваат рочишта, меѓутоа расправи, но до сега не е одржана ни една. По оставката на Дабовиќ, Уставниот суд останува со 7 судии. Ќе се проблематизирали работата на судот сега? За било каква одлука се потребни минимум 5 гласа. Па не би требало да се проблематизира, секако дека корисно е и исправно е, уставно е да
бидеме 9 судии, но знаете во мандатот дека бев јас председател, ние 17 месеци чинам дека беше, работевме само со 5 судии на работна кворум и судот функционираше. Очекувам дека брзо ќе се изберат судии и на местото на Елизабета Дуковска и на судијата Јадранка Дабовиќ. Откако се случи ова оставка во Уставниот суд, многумина почнаа да лицитираат со тоа која е следната оставка во судот и дали може да има таква. Вашиот мандат завршува 29-та, ако не се лажам. За 4 години. За 4. Неполни 4 години. За 4 години ќе вие ги исполнувате условите и за старосна пензија, но останувате ли судија до крајот на вашиот мандат во Уставниот суд? Јас имам положено заклетва дека ќе ги почитувам и уставот и законите и дека ќе работам исклучиво во интерес на граѓаните. И останувам на ова работно место, тоест на оваа функција, секако доколку не решат да ме разрешат. Иако нема услови за тоа, уставот е многу јасен во кои ситуации може да биде разрешен судија на Уставниот суд, но видете што се случи со судијата Елизабета Дуковска. Беше поништен практично изборот. Преседан невиден во Македонија. Така да може све да очекуваме. Значи, од ваша страна нема да има повлекување, како што тоа се случи пред неколку дена со судиката Дабовиќ, иако таа наведе дека е тоа од лични причини. Судијата Дабовиќ наведе лични причини. Да. Така да, веројатно не тоа е може да право. навлезете во тоа што стои зад. Апсолутно немам намера да проверувам дали се тоа тие причини за кои што дава оставка, но верувам со оглед дека се работи за една стабилна личност, верувам дека се токму тие причините заради кои што сака да го напушти Уставниот суд. Мислите ли дека судиската функција во Уставниот суд ќе ви помогне да останете отпорна на овие влијанија на кои што сте периодично притиснати или под кои периодично сте нападнати? Не е прв пат да трпам јас критики. Значи, години наназад ова се случува и јас останувам истата. Истата личност, истиот судија. Продолжувам да работам на начин на кој што работам веќе 43 години како правник, од кои што 39 како судија. Повторно ќе ви речам, не постои политичар кој што може мене да ми каже како да работам. Ниту може некој да ме купи, ниту јас се продавам. Ќе останам доследна до последниот ден додека сум во судот, почитувајќи ги исклучиво уставот и законите. И само ќе нагласам. Она што се зборува за гласањето, за поротниците, тоа не би го направила ни за сопственото дете, кое што е моето се во животот. Ви благодарам за ова интервју во Директно. Благодарам на поканата. Тоа беше интервјуто со Добрила Кацарска, уставен судија. Вие останете со Телма, следуваат вестите. Пријатно.